Законски измени, материјална и техничка поддршка, владата со стратегија да го врати имиџот на македонската пошта и да обезбеди подеднакви услови за сите на пазарот. По повеќе годишна запоставеност, конечно се случуваат промени кои стартуваат со донација на 100 комби возила. Дополнително се работи и на програма што ќе го подобри софтверот, а со тоа се очекува да се унапредат условите за работа и да се подобри квалитетот на условите за граѓаните. Во таа насока, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски најави и законски измени и консултации со сите чинители на поштенскиот пазар со главна цел заштита на државниот капитал и негов развој. Многу е лесно да се земе делот од пазарот кој што е профитабилен, кој што одговара, а македонска пошта да има општествена одговорност. Да, писмото кое што јас денеска го пратам на градоначалникот на Вечани го однесе, во услови кога никој друг тоа не го прави. И тоа е нешто за што ќе разговараме во следниот период, затоа што не може да остане состојбата вака. Или сите подеднакво ќе го носат товарот, или ќе носиме други одлуки, затоа што мојата намера е да се крене пошта, а не да пропаѓа вака. Што Николовски истакна дека Македонија во континуитет ја следи европската пракса за регулација на поштенскиот пазар, иако земјата не е членка на Европската унија, што создава сериозни предизвици за функционирањето на македонската пошта. При тоа подвлече дека оваа влада има јасна определба да го заштити државниот капитал и државните компании, за разлика од претходни влади кои, како што рече, биле подготвени да ги продаваат. Во моментов на македонскиот пазар има дури 29 субјекти кои се занимаваат со оваа дејност, но само АД Пошта на Македонија е во државна сопственост, а со тоа и со најголема одговорност. Директорката на Агенцијата за пошти најави низа промени, за кои веќе има конкретни планови. Освен законските измени, планирани се и низа други активности во насока на зголемување на ефикасноста, но и безбедноста на услугите. Ова е неопходно ако се има предвид дека електронската трговија доживува свој евиден бум, а со тоа и расте потребата на услуги на поштенските субјекти и доставувачи на пратки. Во моментов на пазарот работат 29 лица, од кои АД Пошта на Северна Македонија со индивидуална дозвола за обезбедување на универзална услуга и 28 правни лица за општо овластување за обезбедување на поштенски услуги. Оваа година издадени се вкупно 8 општи овластувања, 2 на нови компании кои за прв пат направија влез на поштенскиот пазар, од кои едната за домашни услуги за писма и пакети со мрежа на цела територија на државата, а вториот давател доби дозвола да работи за локално за Скопје за пакети. Приватната конкуренција никогаш досега немала толку густо развиена поштенска мрежа низ државата и толку голем број на луѓе не биле ангажирани во доставата. Според анализата на пазарот за поштенски услуги на Агенцијата за пошти, за првото полугодие од 2025 година има зголемување на вкупен обем на пратки и на пакети. Ваквиот тренд е присутен речиси секаде. Клучниот предизвик е во делот на ефикасноста, почитување на роковите за испорака, но и работната сила, односно недоволниот број работници.